кражба во музеот. Еден убав сончев ден, Биби, Боби, Зази, Зина и роботчето Р1 се шетаа во центарот на градот. Сакаа да посетат некој музеј, а потоа може би да одат во кино. Еве, едно од моите омилени места е Природонаучниот музеј. И мое, сакате да влеземе? Ајде, вам молам. Зов, Зик, Зули, па што правите тука? Мам, чекайте, што правите? Боби, мене ништо не ми е јасно. Зошто Зув, Зик и Зули се тука? Зарем не отидоа на ЗАС? Да, и што правеле во музеот? И каков беше тој камен? Ајде да одиме по нив и да откриеме. Брзо, сакаш? Не ги гледам никаде. Па ни јас. Каде ли отидоа? Ау, што е ова? Види го ти Р1. Неверојатно. Браво Р1, браво, најдобар робот на светот си ти. Како што веќе знаете, Р1 беше посебен робот. Тој можеше да направи навистина неверојатни работи. Да. Во тоа набргу ќе се уверите. Зина, Зази, какви се овие зазулаштини? Зазулчиња? Па што правевте во музеот? Каков е тој камен? Зарем не знаете дека не смеат да се земаат работи што не ви припаѓаат? Особено не од музеј. Да, тоа се вика кражба. Биби, ти разбираш што сакаат да кажат? Ништо не разбирам, Боби, ништо. Значи, ништо не ве разбираме. Ама, за кражба нема изговор. Веднаш да го вратите каменот во музеот. Веднаш. Оф, Боби, зошто нема некој што знае зазулски, па да ни преведе? Јас не верувам дека сакале да крадат, нели? Овој камен е метеор кој потекнува од Зазулскиот сончев систем. Каменот има посебна моќ да им помогне на зазулчињата кога се во опасност. Навистина? Биби, ова е многу интересно. Не сум слушнал досега за ваков камен. Кога опасноста е близко,
каменот почнува да свети во знак на предупредување. Затоа тој мора да биде однесен на зас. На земјата нема никаква корист од него. Не знам што да кажам, Биби. Може би имаат право. Овој пат сте готови. За золчиња, кога ова камче е во близина, вие немате супермоќ. Камчето ве спречува во тоа. Боби, што да правиме? Ќе се бориме со нив, Биби. Мораме да ги заштитиме за золчињата. Ке видите сите. Брзо! Зази! Зина! Зик! Зуф! Зули! Брзо! Збега! Мораме да ги најдеме и да им го земеме тој камен веднаш. Да, секако, капетано, секако, да. Уф, другарчиња, се спасија во последен миг. Но, што се случи? Каде отидоа? Каде ги однесе порталот? Навистина, што мислите? Каде ќе се најдат овој пат? Тоа, другарчиња, ќе го дознаете во следната сказна. Да, довидување! Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на копчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Заедно да запееме на фреквенција Шумско радио. Близу мојата куќичка има волшебна шумичка, која тајни многу крие, кај што најсрекни сме ние, со замоци и пештери и страшни лоши вештерки. А јас и Боби чувари на сите шумски другари. Ние сме чувари на волшебната шумичка,
детските сни. Ајде запеј со нас ти. Многу ја сакаме и храбро си ја чуваме. Шумата од детските сни. Ајде запеј со нас ти. Кашна песна за волшебната шума. А јас и Боби чувари од сите лоши Мене ритамот ловџи. не може да ме постигне. Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Т. Здраво, другарчиња! Денеска ќе учиме буквата Т. Еве како се пишуваат малата и големата буква Т. Прво, големата буква. А сега и малата буква. Тие се пишуваат на ист начин. Може да преминеме на нашата прва игра. На буква. Јеперепи! Погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имење на буквата Т. Па јас знам неколку животни на Т. Тигар. Теле. Леле, мало сладко теленце. И тетреп. Тетреп. Прв пат слушам. Па тоа е птица, Боби. Еве види како изгледа. Аха, во ред. Јас ќе кажам неколку мои омилени нешта на Т. Топка, торта и тапан. Тапан. Да, многу сакам да тропам на тапан. Туп. Добро, во ред. Јас ќе споменам уште неколку предмети на Т. Тетратка, табла, телевизор и телефон. Ти, толку. Хео. Ајде да играме играта Препознај ја буквата. Ајде, другарчиња, погодуваме каде во зборовите што ги означуваат нештата на сликата ја има буквата Т на почетокот од зборот, каде во средината од зборот и каде на крајот од зборот. Јас прв. Значи, на почетокот од зборот ја има во трева, тиква, трн, тенџере и тава. А во средината на зборот ја има во фустан, фотелја, штрк и стаорец. Стаорец! Еднаш, еден стаорец ми ги изеде чорапите. Чорапите? Како е можно тоа? Па оставив едни чорапи во гаражата и стаорецот што живее под гаражата ги изел. Целите беа со дупки. Навистина? Да не беа со дупки и предходно? Па може би да, може би не. Не се сеќавам. Добро, Боби, добро. Повели, продолжи понатаму. Еве, на крајот од зборот ја има во домат, дијамант и кит. Хео, готово! Така е! Готови сме! Ке се видиме повторно во следното видео. Биби и Боби ги учат најмалите. А во него ќе учиме буквата Ќ. На оваа буква баш и нема многу зборови, но ќе најдеме и ќе ви ги кажеме сите. Ке. Довидување, другарчиња! Светот на Биби! Рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Добар ден и добре дојдовте во нашата шарена кујна. А денеска таа е навистина шарена, затоа што пред нас имаме овошје во сите бои. И не само овошје, туку и чоколадо. Па и бело чоколадо. Може да лапнам една коцка? Ама, Боби,
Тоа чоколадо е за декорација. Како? Значи, Биби, секогаш кога сакаш да кажеш не може, користиш неразбирливи зборови, нешто декорација, кажи си убаво. Боби, секако дека можеш да земеш една коцка. Па и две. Повели? Добро, ајде. Ајде да правиме овошни фигури, ке ве молам. Ке ви покажам како се прават овошни фигури. Исеков една банана на половина. Исечкав киви и излупив мандарини, делејки ги на кришки. Сега ќе ги наредам формирајќи фигура. И што е тоа? Колку интересно. Па тоа е Остров со палми. Перипи! Ајде, да правиме фигури! Ајде, мамуш! Ајде, секој да избере по една фигура што сака да ја прави. А јас во меѓувреме ќе стопам малку црно чоколадо во еден сад и бело во друг. Може? Може! Пазина и јас избравме да направиме нешто специјално. И тоа многу, ама многу убаво. И ням, превкусно. Еве погледнете. Ги сечкаме јаготките на половинки и потоа земаме боровинки и ги спојуваме со дрвени чепкалки со исечканите половини од јаготките и мама. Браво, Биби, браво, Зина. Ајде сега да декорираме со темно чоколадо за да добиеме Бубамара! Перипи! Биби, многу ми се допаѓаат твоите бубамари, но чекај да видиш што правиме јас и Зази. Јас и Зази зедовме јаготки и банани. Ги сечкавме на кругови, освен една јаготка што ја оставивме цела. Зедовме и едно долго дрвено стапче од оние со кои тато прави раженчиња. Целата јаготка оди на едниот крај од раженчето, а на другиот крајчето од бананата. А сега, тетка Ана? Сега ќе правиме очи. Прво малку бело чоколадо, А потоа и темно чоколадо. И та-та-та-там! Овошна змија! Вау! Па браво, Боби, браво, Зази! Сигурно е многу вкусна оваа ваша змија. Ням. Да. А ќе биде уште повкусна кога ќе помине низ калта. Кал? Навистина сега ништо не разбирам. Па кал од чоколадо, Биби! Ова змија многу сака да се валка во кал. Ням. Тоа беа нашите креативни и превкусни овошни фигури. А ние се гледаме повторно во рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Довидување, другарчиња! Што ни е потребно за овошните фигури што ги правевме денеска? Разновидно овошје, банани, киви, мандарини, јагоди, боровинки, како и темно и бело чоколадо. Играјте си и измислете своји разновидни фигури. Јадете здраво овошје и уживајте.